приказна за крале Марко и Саланита. Две близки села до Прилеп. Секој ден се тепале и крвавеле. Селаните биле немирни, а крале Марко им судел и ги мирал. На крајот тоа му здосадило, а уште повеќе на мајка му, секој ден да ги слуша нивните поплаки и солзи. Зато еден ден таа му рекла: Сине, собери ги сите жители од немирните села и потера ги 30 преноќушта подалеку од градов. Оти веќе ми се смачи од нивните зулуми и караници. Крале Марко е послушал мајка си, се качил на својот конј Шарец, повел со себе 10 конјаници и отишол право во немирните села. Ги принудиле бунтовните селани и ги потерале на север. Ги бркале брзо да одат. Кој не можел да оди, останувал на патот. Третиот ден застанале да се одморат и малку да прилегнат на некое место. Тука Марко и конјаниците се напиле вино и сите заспале. Кога конјаниците на Марко се пробудиле, селаните ги немало. Почнале да ги бараат по шумата, но нашле само еден селанец како собира уреви. Потоа се вратиле и го пробудиле Марко. Му раскажале се што се случило. Марко се налудил и удрил со топузот во брегот, а од земјата почнала да тече вода. Тогаш тој рекол: Нека биде. Имаат ореви и животни во шумата, а ете им и извор вода за пиење. Судено им било тука да живеат. Изворот од врелото водата што почнала да тече. Селото го нарекле Врелци. Додека останатите што отишле подалеку и стасале кај црвената земја. По неа селото го нарекле Грлени. Овие селани велат за секогаш останале немирни и бунтовни.